Денеска сме во Центарот за развој да ја представиме најновата технологија која што има голем замав, тоа е 3D принтингот. Од денеска таа технологија и опрема е достапна во Центарот и сите заинтересирани кои што сакаат да се запознаат со таа технологија ги поканувам во наредните отворени денови во Центарот. Инаку ова е технологија која што во светот е веќе застапена и има голема тенденција да завземе големи индустријски капацитети, односно замена за тие индустријски капацитети, така да ќе имаме една прилика во Струмица да се запознаеме со оваа технологија. Младите кои што се во фаза на едукација може да дојдат да ги видат овие бенефити и да реално може да најдат некоја нова насока во својот живот со помош на оваа технологија. Какви се вашите искуства во државата? Колку веќе е навлезена, колку се применува и колку младите ја користат оваа технологија за да креираат нови производи и да ги развиваат своите бизнис? Така, во последно време има голем интерес, поготово од компаниите, бидејќи има голем бенефит, различни бенефити, различни како да кажам предности ги нудат овие технологии. И во последно време многу од младите на наше задоволство јавуваат интерес за оваа технологија. Веќе имаме неколку успешни соработки со модни креатори кои што го вметнуваат 3D принтингот во дизајнот, така да во тој аспект се иновативни. Имаме и други успешни проекти со млади лица и имаме успешни приказни каде што со помош на едукација во нашиот центар и нашите услуги, тие веќе имаат формирано свој бренд на пазарот, светскиот пазар и функционираат како фриленсери. И рековте дека многу компании почнаа да ја користат. Значи ли тоа дека и од економски аспект е многу поисплатливо да користат ваков тип на услуги? Така, како не, една од предностите на тоа е токму заштедата која што се прави со традиционалното, да кажеме, изработка на алатки, машини, помошни алатки, развој и така натака. Значи во споредба, ако временски да речеме во еден традиционален метод ни треба 10 до 15 дена за изработка на некој алат, со 3D принтингот го имаме малтене за 12 часа.